Продолжува револтот на одбиените кандидати откако минатиот петок Фондот за иновации додели 10,5 милиони евра на 80 компании. Компанија со намера да произведе 30 на медни тинктури наменети за професионални спортисти, но и за сите оние што сакаат да ги користат како лек, не успеа да добијат финансии за потребната опрема. Проектот е предложен од велешката компанија Мики Вел, која пак е дел од конзорциумот Иноватор 2013. Председателот на собранието на конзорциумот вели дека веќе нашле фирма која ќе ги произведува тинктурите, а плановите предвидувале да се отворат нови работни места, да се направат обиди за заштита на географското подрачје, да се регистрираат трговски марки и да се направи дизајн и амбалажа на производите. Не му е јасно зошто фирмата е одбиена. Одговорот од фондот бил дека апликацијата не им е целосна. Рекиџије вели дека периодот од 33 дена за проверка на апликациите бил прекраток и дека немало доволно време тие стручно да се анализираат. Или треба да го потполните тоа со пута 2-3 тима плюс, за да може тоа време да се исполни, или другото останува да ми простите така само пролиста и да не се точно види што е што. Ту има еден период на можност да се приложат недостатоци од документацијата. Ние такво известување немаме до денес. Да, во ред ќе ви пратиме, еве да видиме што фали, ама што не сте добили известување, со документацијата е се во ред. Во проектот веќе биле вложени околу 350.000 евра од сопствени извори и регионални фондови, но оваа сума била недоволна, вели Рекиџиев. Уверува дека не е проблем да добијат средства од фондови од други држави, веќе имале неколку признанија за иновации, но смета дека е многу подобро ако овие производи бидат македонски, а не некој странски бренд. Се уште не се сигурни дали ќе се пријават на следниот повик на Фондот за иновации. Понудивме на владата на Македонија да ги има во Македонија овие производи, да вработи 100 нови вработувања, да се профитира и да се плаќаат даноци во Македонија, но сега веќе не знам дали ќе продолжиме со апликации овде. Веројатно е дека у Србија, пошто сме и таму присутни со универзитетите во Нови Сад, во Белград, во Ниш. Од Фондот за иновации велат дека компанијата не ја доставила потребната документација во предвидениот рок. Компанијата нема доставен уредно пополнет образец за предлог проект, ниту за буџет, биографии на проектниот тим, со што не се исполнети условите за аплицирање според правилниците на ФИТР, односно не е поднесен никаков проект кој може понатаму да влезе во постапка на евалуација и селекција. Во правилниците се предвидува можност за докомплетирање на документацијата во определен рок, но само ако компаниите ги исполнуваат горе наведените услови и доколку при административната проверка се утврди дека недостасува дел од документацијата. Од Иноватор 2013 велат дека апликацијата предвидувала вкупен буџет на реализација на идејата од 420.000 евра. Фирмата требало да обезбеди 126.000, а од фондот побарале подршка од 294.000 евра.